Почитувани гледачи, добро вечер. Вести на програмата на телевизија КТВ. Започна полагањето на државната матура. Денес матурантите полагаа мајчин јазик. Учениците од средните училишта денеска го покажаа своето знаење по мајчин јазик, со што започна и овогодинешното полагање на државна матура. Бројот на матурантите кои ќе полагаат е за 1,06% поголем во однос на минатата година. Според податоците на Државниот испитен центар, опаднат е бројот на ученици кои ќе полагаат македонски јазик за 1,42%. Симптоматично, како што е случајот и минатата година, студентите ја одбегнуваат математика и повеќе се интересираат за странски јазици. Учениците полагаат 4 предмети и проектна задача, од кои екстерно се полагаат 2 предмети. Задолжителен за сите ученици е мајчиниот јазик. Вториот предмет е изборен. Учениците од средните стручни училишта и гимназиите избираат помеѓу странски јазик и математика, од средните уметнички училишта помеѓу странски јазик и естетика, филозофија, велат од Министерството за образование и наука. Македонски денес полагаат 12.561 матуранта, вкупно 19.289 ученици ќе ги полагаат двата екстерни предмети. Вториот предмет од испитот е изборен и ќе се полага во вторник со почеток од 10 часот, а испитувањето ќе трае 3 часа. Оваа година математика ќе полагаат 2184 ученици, иако незначително, сепак зголемен е бројот на ученици кои ќе полагаат основна математика, но за 31,9% намален е бројот на ученици кои ќе полагаат напредна математика, односно ќе полагаат 13 ученици, 6 помалку од минатата година. Матурантите имаат зголемен интерес за англиски и германски јазик, а намален е одзивот за францускиот и рускиот јазик. Матурантите од уметничките училишта пак од изборните предмети повеќе ја сакаат естетиката од филозофијата. Државната матура ќе ја наблюдуваат над 2000 наблюдувачи. Матурантите кои нема да бидат задоволни од оценката ќе можат да преполагаат и тоа ќе ги чини 1000 денари. Тие кои нема да ја положат матурата или пак само еден предмет во предвидениот рок имаат повторна шанса да полагаат на 13 и 15 август мајчин јазик и изборен предмет. Ова е 7 генерација на ученици кои полагаат државна матура. Првите резултати се очекуваат за 1 месец. Развојот на една општина многу зависи од нејзината соработка со државната власт, вели заменик министерот за земјоделство Зоран Коњановски. Развојот на еден регион, развојот на една општина во голема мера зависи од посветениот пристап на локалната самоуправа, на соработката на локалната со државната власт, но пред се од визијата за развој на општината. Тоа е процес кој бара многу посветена работа, партнерство со бизнис секторот и заинтересираните инвеститори, но истовремено и процес кој подразбира создавање на можности за инвестирање. Во тој контекст и на изборите во 2006 година, а подоцна и на изборите во 2008 и 2011 година, пред граѓаните излеговме со програми во кои носечки столб се економските политики и проектите од економската област, чија реализација, погледнувајќи наназад, сме сведоци дека внесе многу промени во економијата, реши многу проблеми и даде многу подобри услови за бизнисот, вели Коњановски. Тој нагласува дека во соработка со стопанските комори и директно со фирмите спровеле регулаторна гилотиња со кој проект се смениле 100 законски прописи и околу 600 подзаконски акти со цел намалување на административните бариери во водење бизнис. Се скратиле многу бирократски процедури, некои од нив се укинале или поевтиниле. Во секоја економска област изминативе години постигнавме резултати кои дури и во години на светска економска криза и европска должничка криза значат позитивни рекордни остварувања и се неспоредливи во однос на податоците од 2006 година, нагласува тој. Тоа се мерки кои значат одржување на здрави макроекономски политики и спроведување на реформите. Мерки кои значат создавање на можности за инвестирање и развој на економијата. И не случајно, нагласува Коњановски, Светската банка, која во 2006 година не рангираше на 96-то место според условите за правење бизнис, не искачи на 22-та позиција во светот. Винарските визби заинтересирани да склучат договори за откуп на грозје со лозарите. Винарници се растрчаа по грозје во Тиквешко како најголем лозаров винарски регион во Македонија.
Представници на Визби ги посетуваат домовите на поголемите производители на грозје, нудејќи им да склучат договори за откуп народот. Јас сум долгогодишен лозар и произведувам големи количини грозје, па уште сега имам неколку понуди од винарници за да им го продадам мојот годинешен род од лозјата. Порано се бунтувавме што не склучуваат договори за соработка, а сега право да ви кажам, со денови не спијам, оти не знам кој пат да го фатам, со која винарница да склучам договор за продажба на грозјето. Ни откри еден од лозаропроизводителите што имаат огромни површини под лозов насад. Тој не крие дека особено внимава кога се во прашање обврските што ги има со потпишувањето на договорот. Во еден од договорите што ми ги нудат да ги потпишам стои дека грозјето треба да биде со 20 шеќерни единици, но што ако годината се погоди врнежлива, па шеќерноста биде помала, тогаш ќе треба да плаќам пенали. Затоа толку многу се мислам пред да го ставам својот потпис и да се обврзам дека некому со сигурност ќе му го дадам своето грозје, признава овој лозар. Председателот на регионалниот сојуз Агротик Решил Кавадарци и Љупчо Аризанов потврдува дека винарниците на вистина се растачале по грозје уште сега. Ке дојде време кога помегите ќе молат за црно грозје повеќе. Отивинарските визби се главно празни, резервите се многу мали и нужни или пак представуваат банкова гаранција. Тука се секако изголемената конкуренција во лозаровинарскиот бизнис со отварањето нови винарници кои треба да донесат подобар пласман за грозјето, подобри цени и навремена исплата. Извозот на грозје исто така придонесува за поголема конкуренција во секторот, вели тој. Сепак ги предупредува лозарите да внимаваат што подпишуваат и да не избрзуваат. Аризанов потретува дека според законот лозарите и винарниците треба да склучат договори за откуп на грозје најдоцна 45 дена пред почетокот на гроздоберот или некаде до 15 јули. Во договорите треба да стои и цена за килограм грозје. Досега во повеќето такви договори не се наведуваат цените зашто тие се обелоденуваат непосредно пред самата берба или на почетокот на гроздоверската треска. Статистиката вели во Македонија се случуваат се помалку бракови наспроти зголемената бројка на разводите. Бројот на склучени бракови во 2012 година е намален за 5,1% во однос на претходната година и изнесува 13.991 брак, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Најмногу бракови во текот на годината се склучени во август 11,8%, а најмалку во март 5,2%. Во најголем број се склучувале бракови по прв пат и тоа 92,6% од жените и 90,6% од мажите. Од вкупниот број бракови 8,7% биле бракови склучени по втор пат, а 0,8% по трет пат. Просечната возраст при склучување прв брак е 25 до 26 години за невестата и 28 до 30 години за младоженецот. Бројот на разводи во 2012 година бележи зголемување од 9,9% во споредба со 2011 година изнесува 1926 разведени бракови. Најмалку бракови во текот на годината се разведени во август и тоа 3,2%, а најмногу во април 10,7%. Според возраста на сопругата, најголем број на разводи или 20,9% се случиле во возрастната група од 30 до 34 години, а за сопругот во истата возрастна група, но со учество од 18,9%. Како што и очекувавме, синоќа двоен успех на второто фестивалско так издание. Фестивалот во чест на рок легендата Трајко Каров ја собра елитата на рок музиката на едно место, публиката на нозе до последната номера. Двоен успех на второто фестивалско издание на Так Фест. Очекувањата се потврдија. Фестивалот не само што ја собра елитата на рок музиката, туку ја остави и публиката на нозе, распеана до последната номера. Спортскиот комплекс Јасмин или поточно, фудбалското игралиште полно како никогаш досега. Потсети на минатото, кога достојно живееше публиката за концертите и надпреварите. Организација на која и најприбирливите не можеа да најдат мана, издигнување на рок-н-рол музиката, која ги оживеа спомените за најголемата рок легенда
прерано починатиот рок музичар, тапанар и композитор Трајко Каров. Првата вечер синоќа од второто издание на Так Фест и отвори рок бендот Тоа е тоа. Музичари кои говорат за едно добро рок-н-рол време со безброј хитови, одбрани за публиката во Кавадарци и со само пополни зборови за организаторите кои ги пренесе човекот на сонцето за 3 света Мики Јовановски Џафер, дел од составот на Тоа е тоа. Вечера настапиме со милион песни. Така ни изгледаше. Настапиме на секоја песна со своето срце. И на единствен начин за да им направиме простор на младите дечки. Гледам има многу млада публика овдека. И мислам дека светот останува млад на младите. Сакам да честитам на Бубо Каров за организација. Се потешко и потешко е да се организира ова. Затоа треба страватен ентузијазам, да имаш срце и душа и мисли, што да ти кажам друго. Значи треба да бидеш храбар, треба да бидеш другаршина за да ги викнеш сите овдека. И така за тоа треба да ни биде чест да дојдеме на секој фестивал нареден за Трајко Каров, затоа што и Трајко беше таков. И додека публиката пеејќи нестрпливо ги одбројуваше минутите до доаѓањето на сцена на која главен е кавадаречкиот Бубо, несомнено уживавме и во настапите на охридската рок-н-рол дружина Камелеон, која по долга пауза со синоќешниот настап повторно е на македонската музичка сцена, како и настапите на битолчаните од БТ Топ и Сале и Саарви бенд. И некаде по полноќ, кога едногласно се врискаше, јасно стана дека на сцена е токму така предводен од Бубо Каров. Видно расположен и со одлична комуникација со публиката, Бубо и неговата дружина заокружија една одлична целина на првиот дел од Так Фест во чест на неговиот брат. Мешан репертоар за измешана генерација публика забележа Бубо. Уште на сам почеток. Знаете ние дека голем дел од песните ни се напишани во време на бивша Југославија и затоа голем дел се напишани на српско-хрватски јазик. Тогаш не дека беше забрането да се пее на македонски, ама не беше многу дозволено. Али претпоставljam дека тоа нема да ви пречи. Музика е музика, ако е добра, ако не е добра, тука е негде пак. Па гледам, ги знаете песните, ако се вака гледам млади. Што е право гледам тука и наша генерација. Ама многу вака кој се измешаме се млади, нели? А оваа сега песна нареда мислам дека најмногу имате слушано, затоа што и најмногу си има вртена и по телевизија и по радио. Сика Джентлмен. Малку е на кавадаречки, малку на македонски, малку на француски. Ајде, може ли? И додека ние наблюдувачите ги средуваме впечатоците од синоќа, за втората вечерва се подготвуваат рок надежите кои ќе се борат за првите 3 награди за титулата најдобар и за Гран При наградата Трајко Каров која му се доделува на најдобриот тапанар. Вечерва второто издание на Так Фест го заокружува поп-рок групата Ареа. Светски познатите уметнички фотографии дел од изложбениот салон на Градската галерија при Домот на културата Иван Мазов Климе. Луис Алберто Франк својата фотографија синоќа ја препушти на кавадаречката културна јавност. Светски познатите уметнички фотографии полека стигнаа и до изложбениот салон на Градската галерија при Домот на културата Иван Мазов Климе. Своето ново фотографско остварување на културната кавадаречка јавност го препушти Луис Алберто Франк од Аргентина. Неговата изложба свечено беше отворена синоќа, а дека кавадарци полека ги освојува и светските дејци, потврдува и Илија Тренчев, активен културен поддржувач. Сепак, она што е посебно битно и она што не осликува сите, тоа е да ние како кавадарчани, секако, подпомогнати од локалната самоуправа, подпомогнати од градоначалникот, почнувајќи од не така далечната 2010 година, полека, но сигурно се етаблираме како град кој што знае да ја препознава вистинската уметност, кој што знае да ја препознава вистинската идила на она што уметноста ја носи,
со многуте изложби кои фаќаат повеќе жанровски елементи, вклучително и ова кое што е насловена како екзибициите на уметничката фотографија на нашиот драг пријател и гостин од далечната, за нас далечна, но многу блиска по темперамент Аргентина, пријателска земја кој што еве овој пат преку овие прекрасни слики, преку оваа изложба сака да се представи со се она што оваа далечна, но пријателска јужноамериканска земја може да го понуди. Алберто Франк е роден 1963 година. За неговите почетоци со уметничката фотографија и поставката во Кавадарци зборува Владимир Јовановски, председател на фотокиноклубот Козијак од Куманово. Со уметничка фотографија почнува да се занимава 80-тите години, кога треба да направи фото сторија за руралното население и начинот на нивниот живот во областа Патагонија. Поставката која вечера може да ја проследиме е составена исклучиво од фотографии кои се направени во Патагонија и кои во детал ја опишуваат ги опишуваат екстремните временски услови, пошто е позната таа област. Навидум овие моменти изгледаат лесни за осликување, но како што вели самиот автор, често се случуваше да треба да испешачиме до 2 до 3 дена за да не идеме на првиот човек, притоа минувајќи ги сите екстремни услови, временски услови. Во Кавадарци синоќа Франк го доби и почесното членство од фотоклубот Елма од Скопје, а како го заслужи објаснува представникот на Елма. Фотоклуб Елма организира една долги години изложба на уметничка фотографија, меѓународна фотомедија, преку која веројатно Луис Алберто е познат повеќе меѓу потесната фотографска публика како автор кој што долги години редовно, педантно ни испраќа фотографии. Мојата фотографија е пред вас, таа најдобро зборува за мене. Им благодарам на фотоклубовите Козијак и Елма и на Домот на културата во Кавадарци. Моите фотографии остануваат тука десетина дена, па се надевам повеќето од вас добро ќе анализираат која е мојата пасија, рече пред присутните аргентинецот Алберто. Изложбата е насловена како екзибициите на уметничката фотографија, а истата во Кавадарци ја следа и гости од Србија, Босна и Херцеговина, Романија и Франција. Следуваат вестите од спортот. Женската ракометна репрезентација на Македонија со 2 порази ги заврши над преварите од баражот за светското првенство во Србија. Синоќа во Сорија, Шпанија, на домашен терен ја победи Македонија со 27-16 на полувреме 16-8. Бронзената репрезентација од Олимписките игри во Лондон, Шпанија беше пресилна за нашата подмладена репрезентација. Најефикасна кај Шпанија беше Марта Лопес со 5 голови, додека на надпреварот најпрецизна беше капитенот на нашата репрезентација Билјана Црвенковска со 7 голови. И на овој надпревар поради повреда не настапи Мириета Вајрамовска. По кусиот одмор репрезентацијата повторно ќе се собери и ќе се подготвува за настап на Медитеранските игри во Мерсин, кои почнуваат на 20 јуни. Само неколку часа по официализацијата на Барселона дека Кирил Лазаров е нивни член во наредните 2 сезони, каталонскиот клуб го објави терминот за официјалната презентација на нашиот ракометар, откако ќе ги одигра 2 квалификациони надпревари со Швајцарија и Португалија. Десниот бек ќе отпатува за Барселона и на 20 јуни во 12 часот ќе биде представен пред каталонските и шпанските медиуми. Представувањето ќе се случи во конференциската сала на Палау Блауграна, а покрај Лазаров ќе бидат присутни и првите луѓе на клубот. Веднаш потоа започнува одморот по напорната сезона за македонскиот репрезентативец. Подоцна овој месец ќе се знае агендата на клубот за почетокот на подготовките за сезоната 2013-2014.
Времето утре предпладне ќе биде сончево со умерена облачност, попладне ќе биде нестабилно со локален пороен дожд и грмежи. Температурата ќе се движи од 18 до 31 степен. Од понеделник се очекуваат високи температури и стабилизација на времето. Гледавте вести, ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер.